Македонскиот прволигаш Беласица останува без Ѓоко Хаџиевски како шеф на стручниот штаб. По поразот од Силекс и Ремито од победа, поранешниот селектор во заеднички договор со раководството на клубот одлучи да замине од Струмица. Тој дојде како спортски директор во клубот, но потоа седна на клупата како шеф на стручниот штаб. Но работите не се поместија. Беласица не успеа да се одлепи од дното на прволигашката табела. Доживеа и елиминација од купот, а по поразот од Силекс и Ремито со победа на домашен терен, Ѓоко Хаџиевски во договор со раководството на клубот одлучи да си замине. Мислам дека после овие два надпревари во кои не успеавме да победиме, не можам повеќе да придонесам за целите на Беласица оваа сезона. Затоа во договор со сопственикот решив да се повлечем од тренерската позиција и комплетно од клубот. Беласица се уште има реални шанси да обезбеди опстанок, вели Хаџиевски. Беласица оваа сезона ја почна со Цицмиловиќ, па дојде Маријан Живковиќ од Србија, кој тимот го водеше до нова година, пошто доби отказ пред се заради слабите резултати. Пролетниот дел од првенството Беласица повторно ја превзеде тренерот Цицмиловиќ, но за кусо време, пошто како кормилар стана Ѓоко Хаџиевски. По 28 одиграни кола, Беласица се наоѓа на предпоследната позиција на табелата со 24 бода, 4 помалку од Силекс, кој се наоѓа на место кое носи бараж за опстанок во елитата. Следното коло Беласица игра со Академија Пандев.